Власта спреми казни за оние кои не сакаат да учествуваат во пописот. Од 200 до 300 евра ќе платите, доколку одбиете да се евидентирате. Ова е еден од членовите на спорниот предлог закон за попис, за кој не постои согласност меѓу политичките субјекти. Дел од граѓаните не веруваат дека власта сака да спроведе реална статистичка операција. Сметаат дека целта на овој попис е политички инженеринг со бројките. Сепак и оние кои веруваат и оние кои не веруваат во пописот ќе мора да учествуваат, доколку не сакаат да бидат удрени под жебот. Ова во гостување на Алфа го потврди директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Пописот е задолжителна активност, значи пописот не е доброволна активност. Значи одбивањето за да се учествува во пописот носи санкции. И треба да го знаат граѓаните дека тоа навистина ќе биде тоа. Наше да обезбедиме сите услови да тоа се попише без никаков проблем. А друга работа е ако одбива, значи покрај сите тие заложби, ако одбива, тогаш веќе се сноси последици, бидејќи е ова задолжителна активност. Од опозицијата пак најавуваат непризнавање на резултатите од пописот, доколку власта го истра на начин на кој предвидела. За таа цел се започнува и со иницијатива за собирање потписи од граѓаните, како овој закон би бил поништен. Ова уште еднаш го потврди портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стоилковски. Како што е најавено, ВМРО ДПМН започнува процедура, акција за собирање на потписи со кој што ќе се бара поништување на законот за попис, овака како што е планирано, како што се носи, како што е донесен, без методологија и закон кој што содржи индиции за политичка, а не статистичка операција. Од СДСМ пак остануваат на ставот дека попис ќе има во април и повторно удираат по опозицијата. ВМРО ДПМН и Мицкоски нема да спречат одржување на попис согласно меѓународните стандарди и пракси. Обезбедувањето на податоците, кои се нужно потребни за рамномерен и правилен економски развој, е во интерес на државата и граѓаните. И токму затоа, оваа операција е патриотски чин. Инаку собраниската расправа за овој предлог закон заврши вчера, но немаше гласање, бидејќи во собранието не беа присутни доволен број пратеници од власта. Најверојатно законот за попис ќе биде изгласан во понеделник.